Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, почитувани министри, имам три претенички прашања. Првото прашање е за министерот за земјоделство. Како по правило, почитувана македонска јавност, месец декември излегуваат проблемите со откупот на тутун и тутунопроизводството. За жал, тоа се повторува секоја, па еве и оваа година. Повеќе од 10 дена е започнат законскиот рок за откупот на тутун, но гледаме дека и оваа година откупот е хаотичен и не се одвива по онаков ред каков што треба, бидејќи тутунопроизводителите не се задоволни од откупната цена која им се нуди. Не се задоволни бидејќи морам да го искажам нивното незадоволство и оваа година не се вклучени во изготвувањето на откупната цена на тутунот. Во моментов во откупувачките центри не се предава или се предаваат многу мали количини на тутун. Морам да го изразам моето и незадоволството на повеќе од 130.000 тутунопроизводители од сетата таа аграрна земјоделска политика на владата на Социјалдемократскиот сојуз, што доведе до рекордно намалување на производството на тутун во Република Македонија. Ако во одреден период се произведува и дури до 34 милиони килограми, годинава имаме производство од мизерни и најниски досега во историјата 13 милиони килограми. Но и ова минорно производство, овие минорни количини не можат да се откупат по вистинска цена и откупот еднаш да речеме дека поминал како што треба. Како одговорна политичка партија која води сметка за сите категории на граѓани, а посебно за земјоделците, излеговме со предлог решение до владата, до министерот и до откупувачите да се изготви од страна на министерството и на институциите под него производствена цена и на таа производствена цена да се стави 30%, што ќе значи награда на тутунопроизводителите да може да им се откупи годинава тутунот по некоја достојна цена која ќе надомести штетата. Бидејќи овие 300 денари за прва класа што во моментов е цена за килограм тутун, никако не ги задоволуваат потребите, бидејќи кореспондираат, односно еднаква на производствената цена. Кога имаме ваква ситуација, до толку намалено производство, до толку намалени количини и дисбаланс на производствената и откупната цена, владата има обврска да реагира. И тука побаравме владата преку тутунскиот комбинат од Прилеп да реагира, да ја зголеми откупната цена, со тоа што и другите откупувачи понатаму ќе го следат тутунски комбинат Прилеп и да дојдеме до една цена од околу 450 денари по килограм тутун. Овде никако не смеете, а тоа го правите сите овие години, во цената на килограм тутун да ја вметнувате и субвенцијата. Субвенцијата, почитуван премиер, почитуван министер, не може да биде вметната во цената на килограм тутун, бидејќи овие не се социјална категорија. Тутунот е брзански производ. И ако ова не го направите, ќе дозволите тутунарите да бидат сурово казнети и од временските непогоди, но и од откупувачите со суровоста на ниската откупна цена. Што ќе значи ова? Зголемени социјални тензии, намален финансиски ефект
и негативни економски последици, со нарушување на воспоставените релации на индустријските гранки кои се непосредно поврзани со процесот на тутунопроизводството. Овие 10% кои министерот ги ветува, се ништо и создаваат уште поголемо незадоволство. Второто прашање до премиерот на владата, проблемите со оној криминален договор со Бехтел и ЕНКА веќе, почитуван премиер, излегуваат на површина. Пред неколку дена имавме протест на жителите на населено место Беровци во близина на Прилеп. Се чудите, гледам, не знаете, како и за многу работи, како да сте паднат од Марс, но еве, ќе ви кажам дека таму вашите пријатели од Бехтел и ЕНКА намерачиле 300 декари плодно земјоделско земјиште од прва класа, приватно земјоделско земјиште на жителите на село Беровци, што ќе за изградба на асфалтна база, паркинзи и место каде што ќе се наместат бараки и каде што се планира да живееле 2000 работници. Во село кое живее, функционира, каде што се уште има млад свет, каде што работат, сакате да му го земете плодното земјиште од кое жителите на селото Беровци живеат. Ги бркате од родното место со ова. А само на 100 метра има државно земјиште колку ви душа сака. Затоа апелирам, тргнете ги рацете и немојте да го уништите селото Беровци во Прилеп, што брои 400 жители. Од економски аспект ова ви го кажувам, но и од безбедносен. Бидејќи на село од 400 жители да му донесите 2000 работници од кизна и каде, што ќе представува на вистина безбедносен проблем. И уште една работа, тука се најдува и локалитетот Црн камен во Алинци. Ретко природно наследство, геолошки музеј под отворено небо. Реагираат за Комитетот за заштита на природното и културно богатство и од О2 иницијативата. Бидејќи овдека се наоѓаат значајни археолошки артефакти и ретки минерали. Ќе дозволите уништување на еден значаен локалитет за светската научна јавност, како од стопански, така и од археолошки аспект. И за крај, почитувани колеги, може би повеќето од вас пред некој ден има прилика да се сретнат со господјата Слободанка Камчева, која на скалите пред собранието молеше за подпис за една незина иницијатива, каде што бара диабетичарите над 18 години да бидат ослободени при набавката на сензори и на пумпици кои представуваат живот за овие пациенти. Се работи за 4300 пациенти над 18 години кои со ова се дискриминирани. Кои со ова не му се овозможува од страна на оние кои треба да се грижат и по устав за здравјето на граѓаните, се дискриминирани, бидејќи се ставени во посебна категорија од пациентите кои се до 18 години, а боледуваат од иста болест. Барам од министерот за здравство потхитно да одговори на иницијативата на Сдруженијето на диабетичари. Се работи за 4300 граѓани кои со години се борат за да бидат вклучени во набавката, да му се достават бесплатно од страна на државата инсулински пумпи и системи за континуирано мерење на шеќерот во крвта. Благодарам.